Владимир Путин пристигна во Кремљ за неговата четврта инаугурација како председател на Русија во новата руска лимузина Кортеж, специјално создадена за највисоките руски државни функционери и првпат представена на церемонијата. Новинари на државните телевизии го следеа по луксузните ходници на председателската палата, низ кои што се упати во свечената сала со 5000 гости пред кои што ја положи председателската заклетва. Се колнам дека во согласност со надлежностите на Руската Федерација ќе ги почитувам и чувам правата и слободите на граѓаните. Ќе го почитувам и штитам уставот на Руската Федерација, ќе го заштитувам суверенитетот и независноста, безбедноста и целовитоста на државата и верно ќе му служам на народот. По победата на изборите во март со 76% од гласовите и по цели 18 години како председател или премиер, што му донесе критики од противниците дека владее како цар, пред присутните порача дека и во наредните 6 години ќе ги чува и ќе ги почитува правата, слободите, уставот, независноста и безбедноста на државата и на народот. Посебно силна одговорност чувствувам пред нашиот многонационален народ, одговорност пред Русија, пред 1000-годишната историја на нашата земја, нашите предци. Русија ќе биде силна, а народот ќе живее подобро. Русија научи да ги брани своите интереси и повторно да си ја врати гордоста на татковината. Менувајќи се заедно со светот, Русија не смее да ја заборави својата историја, самобитност и единство. Денот на изборите помина мирно, но ден претходно полицијата уапси околу 1000 поддржувачи на опозицијата заедно со нејзиниот лидер Алексеј Навални на протестите во 19 градови во Русија. Неговото владење го одбележа враќањето на економската стабилност преку приходите од нафтата и гасот, но и безбедноста, откако се справи со сепаратистичкото насилство во Северен Кавказ. Во последните години се судри со Западот, откако го анекрираше украинскиот полуостров Крим, а потоа Русија беше обвинета и за мешање во американските председателски избори. Според Центарот за испитување на јавното мислење Левада, најголемите критики на русите против Путин се дека не успеал да го намали јазот меѓу богатите и сиромашните, дека не ги обештетил штедачите што претрпеле загуби за време на реформата на пазарот и дека не успеал да ги зголеми платите, пензиите и бенефициите. По Ени Плюс пак му носи враќањето на статусот на светска сила на Русија. Опозицијата го критикува на авторитарно владење, особено по фактот дека на Навални, неговиот главен ривал, не му беше дозволено да учествува на изборите, со што на русите им била одземена можноста вистински да го изразат својот став. Кога Путин ќе дојде до крајот на овој четврт мандат во 2024 година и ќе има владеено со Русија речиси четвртина век, сепак ќе биде покусо во фотелјата од советскиот диктатор Јозеф Сталин, кој беше на власт 31 година, или од руските цареви Александар II и Николај I со 26, односно 30 години на власт.